Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта. Повеќето пациенти болни од омикрон може да се лекуваат дома. Кои се советите за домашно лекување? Треба ли да се земаат големи дози витамини или пак антибиотска терапија? Помага ли антивирусната терапија? Има ли некои нови лекови што ги предложува, односно што советува Светската здравствена организација да ги примаат пациентите кои што имаат потешка клиничка слика, а се заразени со сојот омикрон, во кој случај е неопходна лекарска грижа, односно преглед од стручно лице. За сето ова подетално од разговорот со денешниот гостин, примариус доктор Валерија Кирова Урошевиќ, инфектолог во Аџи Бадем Систина. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, благодарам на поканата. Огромен е бројот на лица кои што се во моментов заразени со COVID. Кажете ми што говори вашето искуство, има ли некоја драматична разлика во симптомите меѓу соевите Делта и Омикрон? Дали е точно дека лицата кои што се болни од Омикрон имаат симптоми на горно-респираторна инфекција, додека оние кои што се заразени со Делта се соочуваат со потешка клиничка слика? Значи, секогаш со резерва треба да ги земеме дистинкциите помеѓу еден и друг сој. Зошто? Македонија е во моментов во фаза на растечка бројка на омикрон на терен на доминантен сој Делта варијанта. Тие се компетитивни, се еден со друг се борат во завземање или доминација на тлото каде што ја атакуваат популацијата. Искуствено овие неколку недели, кога расте рапидно бројот и одиме на таа асцендентна или кресчендо фаза на пикот, ова е веќе пети пик од почетокот на пандемијата, и ја нарекуваме нели омикрон ера веќе, иако сме ние на почетокот, треба искуствено досега доминираат симптоми на афекција на горно-респираторниот тракт. Што тоа значи? Со што се соочуваат? Се манифестираат, значи, со една болка во грло, иницијално така почнува, течење, конгестија на носот, носната лигавица, подкашлување, болки во мускули и зглобови, болки во предел на грбот, кичмата. Некои реферираат и главоболки, но овие главоболки за прв пат ги сретнуваме од почетокот на пандемијата, кои се доста рефрактерни на познатите аналгетици од типот парацетамол, бруфен, аналгин. Така да тоа е нешто што можам како значајна дистинкција да направам во однос на претходните соеви. Дали се полесни форми или не, времето ќе покаже. Сепак сме на почетокот на омикронерата. Треба да се земат во предвид и оние вулнерабилни возрастни групи, како што се оние над 60 годишна возраст, значи на предната возраст, гојазните со хронични заболувања, имуносупремирани пациенти, односно со нарушен одбранбен механизам, кои и како може да одреагираат со манифестација на потежок клинички облик. Доктор, ке се јавуваат ли ларингитиси? Да. Дел од пациентите се жалат дека има фатен гласот, дека имаат проблем при говорот, значи и овој симптом всушност може да биде поврзан со на горно-респираторната манифестација, која може да оди со променет глас, односно дисфонија нарекуваме ние, или пак со кашлица која наликува на кучешки лавеж. Да не изумам да напоменам, она што доминираше иницијално, губиток на мирис и вкус, оваа варијанта во многу мал процент е застапена со тој тип на манифестација. Исто така, високите температури се резервирани за претходните соеви. Овој сој, моето клиничко и на нас клиничарите искуство говорат дека има пониски фебрилни пикови кај пациенти. Значи, доколку некој пациент качи 39-40 температура, може се посумнева дека е заражен со Делта. Видејќи, како што споменавте, и двата вируса се уште се присутни. Тие циркулираат на ова поднебје. Сме токму во таа фаза кога омикронот се надпреварува. Така, и го истиснува Делтата, се надеваме што поскоро. Кога ќе стане доминантен сој, тогаш ќе го видиме и неговото однесување и не знам дали ќе зборуваме само за лесни клинички форми.
Така. Кај оние пациенти што имаат полесна клиничка слика, симптоми на горно-респираторна инфекција, што препорачувате, што треба да земат во домашни услови? Во домашни услови, како и за сите вирусни заболувања, одмор, односно во постела да одмараат пациентите, достаточна количина на течности преку уста од типот или во облик на чаеви, вода, но не зашекерени препарати, да се избегнуваат сокови од кондиторски производи, витамини и во случај на главоболки, болки по тело, некое средство за намалување или ублажување на болки. И тоа е првичната терапија кај секој пациент кој што заболел од COVID. Се менуваат во регионот протоколите за лекување на пациенти болни од COVID, сега конкретно за Омикрон, во една од соседните земји има препорака никако да не се употребуваат антибиотици и не се препорачуваат големи дози на витамини. Тоа се надминува како пракса. Зошто е тоа така? Значи, антибиотиците и ке претходните соеви не се препорачува во првичната или така наречена фаза на размножување. Зошто? Затоа што доведуваат до штетни ефекти на другите органи, затоа што го намалуваат одбранбениот систем, затоа што во иднина ќе се соочиме со многу резистентни бактериски соеви заради нерационалната употреба на антибиотици. Што значи не е само ова резервирано неупотреба на антибиотици за Омикрон. Тоа се однесуваше и за првата фаза кај сите. А што е со витамините? Едно време се препорачуваа на вистина големи дози на витамин D, на витамин C и слично. Сега велат не во големи дози. Да, такви се ставовите сегашни. Достаточно е 1 грам од витамин С. Витаминот С е добро познат на нашата популација, на глобално ниво, и неговата функција е особено насочена кон вирусните инфекции заради тоа што улогата на белите крвни клетки, односно леукоцити, ја подобрува во антивирусната борба. И покрај С витаминот, Д витаминот, да. Во минатото дававме многу повисоки дози, дневно се препорачува 1000 интернационални единици. Но, секогаш треба да имаме на ум. Постојат лица, и тоа во голем процент последната деценија, со недостиг или дефицит на Д витамин. Сепак, кај нив одиме со повисоки дози. Значи, треба да се направи анализа, дали постои дефицит на витамин Д, за да се дадат големи дози, треба инаку и според протокол. рутински во годишните следења на физичката состојба, ментална состојба на лицата, на годишно ниво да ги испитуваме. Покрај суплементите со витамин С и витамин Д, кои што треба да бидат во нормална умерена доза, советувате ли да се примаат и овошје, зеленчук, значи витамини по природен пат, смути, цеден сок, слично? Да. Секако, исхраната е најбитна и витамините, односно исхраната, сме тоа што сме ние. Практично најприроден пат на внес на витамините е преку овошје и зеленчук. Тоа е нешто што од секогаш, низ вековите, популацијата на тој начин ја користела витаминската како заместителна терапија исхраната. Меѓутоа, постојат продукти, и тоа е особено во домен на нутриционистите, кои немаат доволни количини на витамини кои треба да се внесуваат во организм, па тогаш помагаме со суплементи. Докторки, да проговориме малку за антивирусните лекови. Кај нас се користи фавипиравирот. Кога направив истражување на интернет, видов дека во светот се применува молнупиравир, паксловид, тоа се други типови на антивирусни лекови. Што од сето ова има кај нас и кој треба да земе антивирусен лек? Така, постојат ризични категории, а ризичните категории претходно ги напоменав на предната возраст, односно лица над 60 годишна возраст, лица кои што имаат хронични заболувања и кои очекуваме
тешки клинички форми со сериозни компликации, односно да завршат на хоспитално лекување, па и во единици за интензивно лекување. Диабетичарите се таргет група со висок ризик. Хронични обструктивни белодробни болести, кардиолошки заболувања и оние со малигнитети и на хронична имуносупресивна терапија. Кај нив, да, добро е во првата фаза. Качиме температури, се посомневаме на ковид, не мора веднаш да трчаме во аптека и да купуваме антивирусен лек. Тоа го прават повеќето. Го знам. Не? Да. Нема потреба тоа, значи. Нема потреба, посебни категории кај оние што исклучиво очекуваме тежок облик. И затоа постои категоризација, односно ризични фактори кои ни се водич дали ќе иницираме или не антивирусна терапија. Таа е препорачливо да се земе првите 5 дена. Значи, од појавата на симптомите во првите 5 дена. Што значи веднаш најдобро е за 24 часа, за 48 часа? Така, 48 часа додека диагностиката. Па првите 5 дена, може и кон 5-тиот ден во случај на недоволна недефинирање на диагнозата. Така да, тоа е препишано. Како се зема фавипиравирот? На 12 часа, тоа се во облик на таблетки, преку уста. Едноставно е. За апликација не изискува боцкање, не изискува одење по болнички институции или триажни центри или амбуланти. И должината е 5 дена на лекувањето со овој препарат. Што говори вашето искуство? Има ли ефектова овој антивирусен лек кај пациентите? Може ли да дадете некаква проценка? Лично да, лично искуствено да. Меѓутоа треба сето тоа и статистички да се обработи за да може да излезе како еден релевантен податок за ефикасноста на третманот со овој лек. Да ги поканиме гледачите, сигурно ќе имаат прашања поврзани со темата на која што говориме. Домашно лекување на пациенти заболени со ковид, конкретно со сојот Омикрон, но ќе проговориме и за оние лица кои што се соочуваат со потешка форма на болеста. Докторке, откако некој ќе ги развие симптомите, обично веднаш прави крвна слика. Што се анализира во таа слика, крвна слика? Зошто е неопходно да се направи ЦРП? Што говори тој параметар? Крвната слика е само сегмент од лабораториско-биохемиските анализи кои ги нарачуваат лекарите кога постои индикација за тоа. Значи веднаш не се препорачуваат крвни анализи. Значи не веднаш по развојот на симптомите, да се причека? Веднаш, да. Колку време? Па нема време, се следат симптомите, затоа и на дневна основа матичните треба да контактираат со пациентите и да следат развојот на симптоми, кога ќе се посомневаат за прогресија во посериозен облик или компликација, тогаш да се реализираат сите неопходни инвестигации, па и да се упатат на болничко лекување. Имаме гледач на линија, но само би сакала уште за ЦРП-то да ве прашам, која вредност на ЦРП-то значи покачена? Дали благо доколку отстапува од горната референтна вредност, значи дека пациентот има некоја бактериска инфекција, така? Да, во минатото се користеше како маркер за дистинкција меѓу бактериска и вирусна етиологија, меѓутоа точно знаеме во медицината да тој не е маркер за бактериска инфекција. Напротив, тој е маркер кој што укажува на имунолошки збиднувања, распад во организмот и не секоја елевација над референтните вредности, според лабораториите до 5 е вредноста во нормални граници, меѓутоа не секое покачување над тоа значи дека се работи за бактериска инфекција. Треба да бидеме многу внимателни во интерпретација на резултатите. Она што нашиот народ го прави практично слободно ги интерпретира сопствените резултати. Доколку е покачено ЦРП-то, повеќето сметаат дека имаат бактериска инфекција. Така, сметаат и бараат антибиотик. Но не секогаш е потребен антибиотик и покрај тоа што покачено ЦРП-то, доколку другите параметри од крвната слика не укажуваат на бактериска инфекција. Комплексно се работи за повеќе маркери кои што укажуваат на бактериска инфекција. Тргнуваме и од фактот на крвната слика, еве тоа е хемограм. Исто нашиот народ ја нарекува крвна слика, но тоа е само сегмент од лабораторијата која се нарачува. Таму ги забележуваме бројот на леукоцити, кои секогаш во првичната фаза се намалени.
како и кај сите вирусни заболувања. Значи, секогаш се во пониска застапеност. За разлика од другите вирусни заболувања, во она периферната размаска, односно типот на одредување на леукоцити, бели крвни клетки, кај ковидот доминираат оние гранулоцити кои што се регрутираат при бактериска инфекција. Затоа велам, слободна интерпретација на анализите, не, од страна на стручно лице. Прокалцитонин, кому советувате да испита? Прокалцитонин е исто еден протеин или маркер за инфламација, но со многу поголема сигурност кој патува на бактериска инфекција. Тој е резервиран за болнички институции. Само за болничките пациенти? Кога постои сомнинија за развој на бактериска суперинфекција, стекнување на интрахоспитални, односно болничко стекнати инфекции и е доста скап маркер кој што не би требало рутински да се користи. Апсолутно не. Имаме гледачи на линија. Јас ќе ги замолам да бидат кратки и јасни со прашањата во интерес на времето, за да можеме да одговориме на што повеќе прашања. Добар ден за првиот од нив. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас во студиото. Благодарам. Имам едно прашање до почитуваната докторка. Јас имам околу 60 години, имам една болест аутоимуна, се вика миастенија гравис. Сигурно знае докторката. Така. Сакам да ја прашам дали да се вакцинирам или да пијам антивирусни лекови. Пијам сега декортин, пијам месинон и имуприн, мислам. Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторке, што велите за пациенти со автоимуни болести и вакцинација? Токму тие пациенти се кандидати за комплетна имунизација со цел да се спречи тежок облик на COVID-19. Автоимуното заболување апсолутно не е контраиндикација за вакцинација. Антивирусните лекови не се користат за превенција. Така сватив од прашањето на јавувачот, на гледачот. Така да топло препорачувам комплетна имунизација доколку има доволна временска рамка и бустерирање. Ајде да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до водителката и до докторката. Благодарам. Би сакала едно прашање. Се имунизирав со 2 дози, примив вакцина и против сезонски грип. Меѓутоа, еве пак сум настината веќе една недела, па во последниве години сме збунети, не знаеме што е обична настинка, а што е индикацијата на COVID варијантите. Така. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Многу ги имаат овие дилеми, докторке, за што се работи. Предпоставам и стручните лица вака не можат веднаш да проценат врз основа на симптомите. Дали е грип, дали е COVID, или комбинација од грип и COVID. Имаше една таква болест? Има комбинација, сме имале такви пациенти, односно такви случаи, така да тука фавипиравирот. Флурона, како беше така? Флурона, да. Или имаме со грип, па потоа развој на COVID, на корона, или пак корона, па потоа развој на грип, но тоа станува збор веќе за неимунизирани лица. Значи, има неодговорни лица кои што и покрај ризичните фактори за грип не примаат. Тука да направиме дистинкција. Ако земеме, еве, по предвид дека омикронот оди со доминација на горно-респираторни во иницијалната фаза симптоми. Не може никој да биде сигурен или убеден дека не е можеби некој респираторен друг вирус, риновирус, аденовирус. Постојат многу вируси кои во сезона на ладни месеци самите ги заразуваат луѓето, дечињата. Значи во сите возрастни групи се афектирани. Минатата година со мерките рестриктивни кои беа доста ригидни, немавме социјален момент. Па токму заради тоа имавме многу мал број на заболени од респираторни така и воопшто респираторни инфекции. Грип и воопшто респираторните инфекции. Како да замреа другите респираторни инфекции? Но еве ги сега се вратија. Со отвореноста, нели? Со социјалниот момент, дружби, повлекување на рестриктивните мерки, тоа се менува. И нормално е општењето да
значи преносливост на секој и вирусен и бактериски причинител. Уште еден гледач ке вклучиме. Очекува да постави прашање. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Так, благодарам многу. Сакам да ја поставам на докторката едно прашање. Така. Ве слушаме, само ќе ве молам следите не преку слушалката. Го сопрев звукот. Ја прашала почитуваната докторка со оглед на тоа дека имам борелија, дали смеам да се вакцинирам? Незиното мислење би сакала да го слушам. Добро, ви благодарам. Доктор ке доста прашања денеска поврзани со вакцинација. Што велите? Борелиоза е едно бактериско заболување кое што минува низ повеќе стадиуми, 4 стадиуми на болеста. Точно не знам во која фаза на болеста е пациентката и дали се лекува со имуносупресивни, со антибиотски препарати, значи не навлегувам. Меѓутоа, борелиозата никаде не е наведена како контраиндикација за спроведување на вакцинација. Така да и вам ви мислам и на гледачката. Така, советувате да се вакцинира. Ајде сега да го слушнеме. Следниот гледач, добар ден. Добар ден. Повелете. Се јаваме од Градско. Јас сум 80 годишна возраст. Така. Примив двете вакцини во мај и јуни против. Во октомбар месеца примив и вакцината за грипот, како да се... Така. Те осеќам добро. Сега во последно време некако губам апетитот, имам малку кашлица, кога имам балган и кога не, повеќе насува кашлица сум. И пред се изгубено ми апетитот, но немам тоа јадење кај што го имам. Так, изгубивте апетит, имате кашлица и сега дилемата ви е? Во колкава временска рамка е тоа? Кој период? Тоа е, да ви кажам, еве, за една недела сега се го осеќам во последното време. Така. Имате уште некој прашање, докторка, или тоа е тоа? Не, тоа е тоа. Ви благодарам што се вклучивте во денешната емисија. Значи една недела, тоа значи дека нешто акутно се случува. Дали станува збор за некоја респираторна инфекција? Веројатно да. Затоа што има и кашлица пациентот, од општа симптоматологија, губиток на апетит и така натаму. Треба тоа преку матичните лекари да се додиференцира, односно да се постави вистинската дијагноза. Така, тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Останете на Телма. Со доктор Валерија Кирова Урошевиќ, инфектолог во Аџи-Бадем Систина, денеска зборуваме за лекувањето кај пациентите кои што се заболени со сојот Омикрон. Докторке, доколку некој има лесна клиничка слика и одеднаш крене висока температура, 39, 40, потребен ли е веднаш лекарски преглед? Да, во секој случај тоа не е суспекција за развој или прогресија, односно влошување на состојбата или пак развој на белодробна форма или афекција на некој друг орган, бидејќи ковидот ги напаѓа повеќе органи, мултисистемско заболување, не е таргетот само белодробието. Така да, секако мора да се обрати на стручно лице и да биде соодветно проценет, да се направат одредени инвестигации, како лабораториско-биохемиски анализи, така и од оние имиджинг техники за визуализација на промените на белодробието. Така, тоа беше моето следно прашање. Голем дел од пациентите се жалат на сува, на дразнителна кашлица, велат подкашлувам. Доколку такви симптоми имаат, значи подкашлување, потребно ли е да се направи рентген на белите дробови? Апсолутно не. Не? Не. Затоа што секоја кашлица не оди во прилог на долна респираторна инфекција. Кашлицата е како резултат и на афектирањето на горно респираторниот тракт. Од типот на синузит со слевање на секретот, ларингит, фарингит, односно грлото, ждрелото е воспалено, па и дишникот, трахеит, ние го велиме, кој што може драматично сува кашлица да даде и дури со
позади градна ретростернална болка, па пациентите затоа и се исплашени и прават инвестигации кои што се апсолутно непотребни. Значи се непотребни. И тоа пак може да спречат развој на белодробен облик. Може ли да имаат чист наод на рентгенот во даден момент, а веќе за 24 часа драматично да се промени? Да, се имаме состојбата? такви случаи, да. Затоа и велиме дека треба да бидеме многу внимателни и да ги мониторираме пациентите на дневно ниво. Затоа што е непредвидлив ковидот и до ден денешни покрај пандемијата која влегува речиси во третата година, треба да бидеме внимателни, особено кај ризичните категории. Имаме повторно гледачи, навистина овој пат има голем интерес од страна на оние што ја следат денешната Телма амбуланта и нив ќе ги замолам да бидат кратки и концизни со прашањата во интерес на времето, бидејќи има навистина многу прашања за кои што денеска ќе побараме одговор од докторката. Поздрав до првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Повелете. Видите, ве молам, јас имам примено, можам да зборувам? Да, ве слушаме, во програма сте. Добро. Имам примено 2 вакцини Pfizer. Така. И иначе примам антикоагуланси, затоа што со срцето имам некои проблеми и имам вградено пейсмекер. Дали да одам на трета вакцина, зашто после втората почувствував и од тога што ми остана некоја како замор, како малаксаност, така и уште го чувствувам. Така се уште го чувствувате. Да. Уморот. Би молела докторката ако може да... Така, совет дали да примите бустер во овој момент. Ви благодарам за поставеното прашање. Да, вашата состојба со срцето, имплантацијата на пейсмейкер, хроничната антикоагулантна, антиагрегациона, не знам точно на која терапија пациентката, воопшто не е состојба која што вели не треба да се бустерира пациентот. Напротив, и таа е кандидатка за бустерирање ако се изминати 6 месеци од комплетната вакцинација, односно од втората доза. Сепак, возраста, заболувањата хроничната терапија се ризик фактор и треба да биде пациентот покриен, па и во омикрон ерата. Така. Бидејќи тука имаат некои дилема што да прават или не, со оглед на тоа што вакцините се базирани на вуханскиот сој, на дивиот сој, значи вие советувате да се прими бустер. Доза кај оние кои што имаат потреба за неа или кај сите? Кај сите. Кај сите советувате. Така, добро. Ајде да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Еве уште една шанса за гледачот да се вклучи. Добар ден. Не, нека се јави подоцна. Докторке, оние кои што ќе добијат диагноза COVID, веднаш во својата терапија вклучуваат и аспирин. Го препорачувате ли? Оправданост за употреба на аспиринот не постои. До сега светската литература не понуди согласност за употреба на овие препарати за превенција на тромбоемболизмот или запушување на крвните садови, затоа што самиот вирус има прокоагулативен ефект, односно тромбоген ефект во втората воспалителна фаза. Значи, во склоп на секое воспаление може да се јави тромбоза. Меѓутоа, овој вирус во тек на воспалителниот процес особено има таков тромбоген ефект. Но аспиринот не е тој лек што би превенирал. Значи не е превенција, тоа е добро да се знае. Ајде сега да проговориме за една комбинација од лекови која што се смета дека би можела да биде нов протокол кај лекувањето на пациентите болни од COVID, бидејќи намалува хоспитализација, како што велат оние кои што ја тестираат. Се работи за бромексин и колхицин. За какви лекови станува збор? Бромексинот е препарат кој што над 50 години го има во светот и на сите ни е добро познат, дури и мајките го користат за собствените деца кои имаат сувана дразнителна кашлица за развлажнување на секретот. Да, има антивирусен ефект и тоа е докажано
и кај други вирусни причинители. Меѓутоа, допрва треба да видиме што ќе кажат научните студии во контекст на децидно антивирусен ефект за COVID-19. Че на минатата година Агенцијата за храна и лекови го дозволи овој препарат во тие clinical trials GOV за да се види неговиот ефект во комбинација со антиинфламаторот колхицин, кој пак е резервиран за ревматолошките заболувања. Значи тоа е за ревматолошки заболувања, за воспалителни. Сметате дека сега во ерата на Омикрон би можела да се користи оваа комбинација од лекови? Па јас на своја рака не би давала, но ќе исчекам светот што ќе каже, Така, односно конкретни релевантните податоци и медицина базирана на докази. Ајде да ги вклучиме и следните двајца гледачи со прашања. Добар ден, Добар ден. повелете. Јас би сакала да ве поздравам. Ви благодарам. И вас и докторката. И имам едно прашање што ме мачи и не можам да со докторот мој матичен да се договориме. Значи, од нова година цела фамилија поминавме омингрот во вирусот и помина се во ред. Меѓутоа, јас една недела уназад имам навечер по 37 температура. Значи, малаксана, носот и устата ми се сушат, вкусот ми е сосема друг и не знам што да правам. Докторот матичен ми рече само парацетамол или первекс да пијам, меѓутоа јас не се осеќам добро. Што да правам? Така, добро, ви Исто така и подкашлувам. И подкашлувате се уште. Добро, ви благодарам за вклучувањето, докторке. Да, Што би постојат можеле да пациенти кажете кои што тука? имаат пролонгирано симптоми и треба да имаме разбирање за нив. Навистина не е нешто што лесно се минува. Јас би препорачала да се направи проценка од страна на лекарите како пулмолошка, така и кардиолошка проценка, за да се види дали сепак и таа лесна форма претходно не оставила одредени последици, особено кај возрастни пациенти. Опишани се понекогаш и со месеци така симптоми на една исцрпеност на организмот и до 6 месеци опишуваа пациентите. Говорам за претходните соеви, омикронот е рано пак да доведуваме заклучоци. Со одржување на некоја ниска субфебрилна температура од 37 со 1-2 до 37 со 5 и ги исцрпува. И на вистина имаат борба практично овие пациенти. Но по принципот на проценка од страна на повеќе специјалности, сепак ќе се исклучат сериозни компликации од болеста. Така. Ајде да го слушнеме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката. Поздрав и до вас. Имам едно прашање. Пред 15 дена без такат се поднастинат, грлово ми беше иритирано. Пијав антибиотик на своја рака. И тие тоа воспаление намали малце и мисле дека се среди тогаш. Така очекував. И после до 5-6 дена повторно ми се врати да речем тоа воспаление, ама малце и долу на беливе дробови. Сега направи една рентген снимка, може да ја цитирам да речем, нагласен интерцистички цртеж, значи на двете белодробни крила, дискретни граунд глас опаци обострано, ФК синусни слободни и кардио-торакален индекс уреден. Да, уреден. Сега сакам да ја прашам докторка дали е сериозно за пример, значи пациенти Така, со што се работи и предпоставка. Дали е сериозно и што мисли таа за оваа состојба во која што сега се наоѓате. Добро, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Тоа е карактеристичен радиолошки наод за ковид пневмонија. Според читањето на пациентот, веројатно е некоја во развој или така дискретна пневмонија, граунд глас е типични млечни заматувања кај ковид пневмонија. И самата еволуција, како што вели, една недела, па потоа доаѓа повторна симптоматологија и развојот на пневмонијата. И многу карактеристично оди така ковид. Да, треба да се обрати на лекар
и не сметам дека е кандидат за антибиотик. Што Сметам значи дека пневмонија, треба докторке, тука без антибиотик? да. Да? Не секоја пневмонија, особено не ковид пневмонија, треба да се лекува со антибиотик. Исклучиво оние што се витално загрозени и кандидати за хоспитализација, и кога постои сомнение или доказ за бактериска инфекција, треба да ординираме антибиотик. И да не ги заборавам пак ризичните групи. Тие се и така склони кон стекнување на било каков инфект. Некои од пациентите добиваат и кортикостероидна терапија кога ќе развијат ковид пневмонија. Дали пак таа терапија се препорачува? Да, таа инфламаторна терапија која што се препорачува кај одредени групи на пациенти со ковид пневмонија, односно оние кои што имаат потреба од кислород. И тие пациенти секако во болнички институции ги лекуваме со кортикостероиди. Не се препорачуваат до 5-тиот ден во фазата на размножување на вирусот. Но по 5-тиот ден, доколку има потреба, тогаш ги ординираме. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ала, добар ден. Повелете. Вака, пред сега поздравам вас и докторката. Благодарам. Вака, јас имам 31 година. На 4 јануари ми се појавија првите симптоми за COVID. После на 10 јануари кога направив крвна слика, сите крвни параметри ме беа во ред, само имав проблем со дидимирите, ме беа 9500. Во консултација со докторите на инфективно ме беа препишани клексане. После 4 дена од примање ме беа паднати само за 500 и бев хоспитализирана. Успеа да ми се стигна до некоја бројка од 6000 нешто и од кога искочев од инфективно, значи ги проверував паралелно на инфективно и во други лаборатории и други болници и имам различни бројки. Едните ми се високи, 5000, а другите ми се 300 или 150, што се во границите на нормалата. Се сакала да прашам докторката дали може би дидимирите се предизвикани од некоја друга состојба. Друга состојба во моето тело и според кои параметри, мислам, кои бројки да се водам, затоа што се советував со милион трансфузиолози и доктори по клиниките во државава и не знам кои вредности се релевантни. Така, ви благодарам за вклучувањето. Ова е исто едно интересно прашање, докторке. Повелете. Во фаза на оптеретеност на лабораториите, како на своје барање, така и од страна на нас лекарите, кои делумно знаеме да бидеме и некритични, може да се случи лабораториска грешка. Потоа, секоја лабораторија може да даде одредени отстапки. Меѓутоа, ваква дискрепанца од нормални вредности до 5000 не би требало да се случува. Не би требало како пропуст, односно како податок и како резултат да се издаде. Што да советувам? Трансфузиолозите се компетентни, особено во подминатата фаза на болеста, не за акутната, но за подминатата фаза, веќе 20 на дена е пациентката, како што сватив со симптоматологија, па може би 1 месец. Повторување на анализите во паралелни лаборатории и консултација со трансфузиолог. Тогаш ќе можеме да расчистиме за што се работи. Д-димерите не се резервирани само за ковидот. Во основа тие се еден маркер кој ни кажуваат дека нешто имунолошки, воспалително се случува во организмот. Ние рутински не сме ги испитувале на годишно ниво на оние систематски прегледи. Така да и не знаеме што се случува во нашиот организам. Да, препорачувам трансфузиолог по паралелни лаборатории сертифицирани, референтни, кои што и покажуваат висок квалитет, работат со солидни реагенси, кај нив да се обработи крвта. Доколку пациентот има благи симптоми на COVID, да направи испитување на Д-димери? Не препорачуваме. Но треба да се земе во предвид пациенти кои што имаат претходна епизода на тромбоза, тромбоемболија, значи пак имаме и тука ризични категории, па има индекси. Кај нив веќе може да се испитуваат и амбулантски.
Ајде да ве прашам и за уште еден лек што го препорачува Светската здравствена организација. Се работи за улуминат, кој се дава во комбинација со кортикостероиди, се препорачува кај пациенти со потешка форма на COVID. Исто така Светската здравствена организација поддржува и терапија со моноклонални антитела, ГСК вир за пациенти со највисок ризик на хоспитализација. Значи, објаснете ни кои се овие лекови, дали ги има кај нас, се применуваат ли? Моноклоналните антитела, односно коктелот од антитела, да, го има во Република Македонија и се користи и е резервиран за пациенти со висок ризик за развој на тежок облик, хоспитализација и евентуално лекување во единици за интензивно нега. Меѓутоа, овој треба да се дава исклучиво препарат во болничка институција, а и самата примена е парентерална, односно со инфузија. Преку вена. Потоа се дава исклучиво од 2-тиот до 10-тиот ден на почетокот на симптоматологијата и се прави проценка, бидејќи е контраиндициран кај оние со хронични оштетувања на бубрезите, хепатални оштетувања и така натаму, да не ги набројувам. Потоа, тие пациенти треба да бидат изолирани, бидејќи практично антителата се врзуваат за оној шилестиот спајк протеинот на вирусот SARS-CoV-2. И тие пациенти се склони кон реинфекција, затоа треба да ги изолираме, да ги следиме и не е сето тоа едноставно, но во светот искуствата се одлични со овој вид на терапија кај ризичните групи, оние со хронични диабетес и така натаму. А тој првиот лек? Првиот лек е во фаза на испитување, тој се уште... Улуминат. Да, допрва ќе видиме. Тој пак е антиинфламаторен препарат. Исто е антиинфламаторен. Да, значи, и во суштина еве спомнуваме антиинфламаторни, антивирусни, се обидуваме едната фаза да делуваме со антивирусен, втората фаза со антиинфламаторен лек и практично научувајќи ја патогенезата на вирусот и механизмите на неговите дејства во организмот, ние и ги третираме пациенти. Ајде да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам докторката едно прашање. Секако. Дали доколку со повеќе од 20 дена, значи 7 дена, од прилика 7 до 10 дена, во домашни услови, мислам без лекови, без тоа, со големи тешкоти околу короната, значи ненавремено лекување у домашни услови, се додека не испадна резултатот дали сум позитивен или негативен. Откако испадна резултатот дека сум позитивен, јави се на инфективно и бев у болница 10 дена. Прашањето ми е дали после повеќе од 20 дена заразата, мислам... Дали сте се уште заразен? Да, тоа ми е прашањето, дали се уште може... Да го пренесете вирусот некому или пак веќе сте комплетно оздравен. Така ви благодарам за вклучувањето во денешната Телма амбуланта. Колку денови, докторке, по заразата и развивањето на симптоми? Односно контагиозни за оние околу нас. Вирусот минува низ 40 циклуси во својата фаза на размножување. Се смета дека над 30-тиот циклус заразноста драстично напаѓа, односно овие пациенти не се заразни за околината. Меѓутоа, колку време се уште не се знае. Новите испитувања укажуваат на се пократки изолации, односно во денови. Дури во Америка и на 5 дена. 5 дена, да, скратија на 5. Тоа е секако интерпретацијата е веројатно и заради имунизацијата, па вакцините гард практично представуваат, па не дозволуваат онака кај оригиналниот сон масивно реплицирање, масивно размножување на вирусот, така да и текако е намалена заразноста како одминува болеста. И да напоменам, позитивитет не значи дека е заразен, високо заразен за околината. Потоа, позитивитет со ПСР не значи дека е детектирана варијантата. Многу лица
се конфузни. Сметаат дека ако со ПСР е докажана, а не со брзиот рапид тест, дека станува збор овој период за омикрон. Не, напротив. Варијантата со секвенционирање во ману и во референтни лаборатории. Само таму може да се потврди. Да. Колку често имате реинфекции ке пациентите кои што доаѓаат, бидејќи ми споменавте дека имате навистина многу прегледи во текот на еден ден? Да, овој бран, не, и претходните исто така беа бранови со голем обрт фреквенција на outpatient во амбулантите. Меѓутоа, споредбено со бројката на хоспитализации од претходните пикови, далеко е помала бројката на хоспитализирани пациенти во споредба со бројката на оние што минуваат низ поликлиниката, односно низ инфектолошката амбуланта. Кај нас говорам, а така е слично и во инфективните оделенија низ државата. Значи, хоспитализацијата е намалена? Кај нас, да, иако се полни оделенијата инфективни низ земјата, но не во толкав притисок, нема толку голем притисок за хоспитализација и во приватни институции, затоа што ние сме дел сегменти. Приватното лекување практично, кога расте бројката, укажува на зголемен број во целата држава на хоспитализации. Односно пациенти кои што треба да болнички да се лекуваат. Но, како ќе биде понатаму, исто не знаеме. Пак ќе напоменам, на почеток сме на она, на горнина, стрмна линија на омикрон ерата. Може би понатаму ќе се зголеми и бројот на хоспитализирани случаи. Така, наскоро ќе знаеме како ќе се развива. А ќе го видиме однесувањето на омикронот во онаа фаза која ќе биде доминантен сој. Реинфекции само дали има чести? Се јавуваат, да. Меѓутоа не се чести, но се јавуваат. И тоа и кај вакцинирани лица, кога има подолг временски период од комплетната имунизација поминато, или оние што имале веќе една епизода, па после година дена, пак, во тој период или неколку месеци, ќе развијат. Тоа не значи дека ќе бидат сериозни симптомите и не значи дека ќе завршат на болничко лекување. Јас ви благодарам што одвоивте време и што дојдовте во студиото на Телма, на сите нас да ни појасните како изгледа лекувањето во домашни услови со варијантата Омикрон, но и да ни појасните нешто за новите лекови за кои што се повеќе се зборува како решение на пандемијата. Благодарам и на вас. Почитувани примариус доктор Валерија Кирова-Урошевиќ, инфектолог во Аџибадем Систина, беше нашата денешна гостинка. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Гледајте не секој работен ден на Телма, бидејќи заедно учиме за нашето здравје. До гледање.